Меѓувреме имаме една многу убава тема и настан кој што сакаме да го споделиме со вас, а вака го најавуваме. Утре во 18 часот на Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет ќе се одржи нов хемиски спектакл, кој од година во година е се поинтересен и за студентите, но и за средношколците и основците кои што се размислуваат каква професија да одберат во иднина, како ќе биде организиран, дознаваме од професорот Миха Буклевски, гостин во Македонија наутро. Добро утро и добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро. Добро утро, ви благодарам на поканата и задоволство ми е што покажавте интерес и за овој образовен дел од општествениот живот. Професоре, коригирајте ме ако грешам, хемијата е најинтересна во практика. Точно така. Хемијата е насекаде околу нас во секој аспект од животот, од живењето, развојот на технологијата, новите напредоци што ги имаме, па еве почнувајќи дури од нашите паметни телефони и материјалите кои што се користат во паметните телефони, па се до најобичните активности кои што ги имаме, се е тоа поврзано со хемија. И материјалите кои што се развиваат и кои што се создаваат се резултат на активностите на хемичарите во целиот свет, на научниците и истражувачките групи кои што работат. Така што хемијата е во секој аспект, во секоја пора од нашето живење. Добро, што ќе се случува денеска во 18 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија? Спектаклот е закажан за утре, во вторник, од 18 часот, така. Ние правиме интересни хемиски експерименти со кои што би можеле да го привлечеме вниманието на средношколците, основците, односно оние кои што се уште се одлучуваат која би им била професијата во иднина, па да им ја покажеме оваа страна, интересната страна од хемијата. Експериментите се како што е називот на настанот, хемиски спектакл, значи експериментите кои што ги изведуваме се спектакуларни, тие се интересни со најразлични експлозии, светлосни ефекти, промена на бои и така натаму. Секој пат се обидуваме да најдеме различни експерименти кои што ќе бидат интересни за нашата публика и како што кажавте, од година во година или од спектакл во спектакл, експериментите се поинтересни, посетеноста е многу поголема, интересот кој што го покажуваат не само учениците, туку сите кои што чуле за хемискиот спектакл е огромно. Хемиските спектакли од 1994 година се едни од најинтересните и за студентите и за средношколците. Така, од 1994 година, на почетокот тие беа изведувани конкретно само за студентите на Институтот за хемија, за да може да бидат демонстрирани експериментите конкретно поврзани со фосфор, затоа што за нив е потребно да биде затемната просторијата, па по 18 часот условите се исполнети баш во овој период од годината за да се изведат тие експерименти. Значи пред се тука се експериментите кои што се однесуваа на почетокот барем за методиката на хемиското експериментирање, односно студентите кои во четврта година го слушаа тој предмет за наставната насока. Потоа можеби некаде од 2004 година, 2005 малку го изменивме начинот на кој што ги организираме експериментите, сега по театрални експерименти, односно по театрален начин на демонстрирање на експериментите. Започнавме тематски да ги правиме, па еве конкретно инсертите што ги погледнавме пред малку беа од 2019 година, која беше година на периодниот систем, па тогаш бевме сите маскирани како некои од научниците кои што ги откриле елементите до тогаш, па во тој дух ги изведувавме хемиските експерименти поврзани со елементите. Ги спомена Јована основците и средношколците, а имаме поголем интерес од година в година или сакаат ли интересот е многу голем. Најверојатно и заради начинот на кој што ги прикажуваме ние експериментите. Конкретно пред два спектакли, значи годишно од прилика околу 2 пати ги организираме овие спектакли, интересот беше толку голем што амфитеатарот беше преполн и не можеше да ги прими сите оние кои што сакаа да присуствуваат на настанот. Па затоа одлучивме малку да го измениме начинот на пријавување на учениците со претходна најава, за да можеме да го ограничиме тој број до 250 најмногу колку што би можел амфитеатарот да собере. Инаку амфитеатарот ово е на Институтот за хемија, како што најавивте на Природно-математичкиот факултет. Добро, општо земено за хемијата има ли интерес? Колку студенти се запишани годинава?
Морам да кажам дека во последните десетина години интересот е подобрен. Пред тоа бевме во еден период кога не беше толку актуелна науката, па и во светски рамки овој интерес е намален, не е само кај нас, тоа е глобален тренд. И од година на година забележувавме се помал и помал број на студенти кои што сакај, односно кои што се запишуваа на хемија. Сега во изминативе 5 години одржуваме некоја константност на бројот на запишани студенти, ако ги земаме предвид и бројот на ученици кои што завршуваат, односно кои што матурираат и оние кои што се запишуваат на факултетите, го одржуваме тој број константен. Значи интерес постои кај нас. Проблемот може би се јавува подоцна по дипломирањето, кога голем дел од студентите се решаваат да заминат во странство и да ги продолжат таму своите студии. Тука сакам кратко да се опремам, бидејќи генерално интересот за одредена струка оди право пропорционално со потребата на истата на пазарот на трудот. Колку и да сакаме одредена професија, ако не можеме да најдеме работа и да живееме од истата, се откажуваме на старт. Точно. Има ли потреба пазарот на труд во Македонија за хемичари? Така. Заради оваа причина која што ја споменав, иселувањето на младите и заминување да студираат, да го продолжат студирањето или работата во странство, и се јавува недостаток на хемиски кадар на македонскиот пазар. Така што и големите компании, меѓутоа и помалите компании се повеќе се обраќаат кај нас на Институт за хемија на Природно-математичкиот факултет да побараат кадар кои што па дури и недипломирани студенти се интересираат за нив и сакаат да се вработат во нивните компании, токму поради тоа да ги задржат за да имаат понатаму кадар со кој што ќе работат. Има голем недостаток од хемичари на пазарот во Македонија, меѓутоа сепак учениците, односно нашите студенти, дел од нив својата идеја гледаат во странство. Јас тоа ја кажувам секогаш, може би е добро да заминат во странство на магистарски, на докторски студии, меѓутоа потоа да се вратат кај нас за да ги пренесат тие искуства кои што ги стекнале таму, за да можеме и ние да имаме некој позабрзан прогрес и напредок во тој Добро, сегмент. за да бидеме сигурни дека ќе се врата, треба да им обезбедиме и финанси. Колку е платена оваа професија кај нас, кога веќе ја правиме споредбата со странство? Во последниве години платите се значително зголемени, така што и еден хемиски инженер добро заработува и во однос на останатите професии е, може би да се каже, и високо платена професија. Има ли професори по хемија? Тоа тука е големата болка. Професорите по хемија заминуваат оние по старите генерации, по возрастните генерации заминуваат во пензија, нема кој да ги замени. Интересот за наставната насока за жал е премногу мал, така што на годишно ниво за жал по 2-3 студенти се запишуваат на наставната насока и тоа ни е огромен проблем. Што ве држи тогаш вас тука? И за оваа плата? Љубовта, така, зголемени се платите, љубовта кон хемијата, барем во периодот ние кога се вработувавме, платите и дури во високото образование беа ниски. Меѓутоа љубовта кон хемијата мислам дека беше она пресудниот момент кој што одлучувате да останете тука. Има навистина голема перспектива и за понатамошен развој на науката и има големи можности за хемичарите во нашата држава. Добро, професоре Миха, зошто да кажеме да на хемијата? Како што кажавме дури на почеток, затоа што е во секоја пора од животот застапена хемијата, начинот на кој што вие ги спроведувате експериментите, моментот кога откривате нешто ново, без разлика дали тоа синтеза на нова субстанца, дали е разјаснување на некој феномен кој што вие го разгледувате, поривот кој што е во вас, понатаму возбудата во моментот кога ќе го направите тоа откритие или кога ќе го осознаете во целост феноменот кој што го испитувате, е она што ве носи напред и чувството кое што се развива во тој момент е неописливо. Одамна не сум видела никој со толков ентузијазам и радост да зборува за својата професија. Секоја чест професора се надеваме дека ќе ве држи и се надеваме дека истиот ентузијазам ќе успеете да им го пренесете на сите оние кои што се размислуваат дали хемијата да биде нивна професија. Ги каниме утре во 18 часот на Институтот за хемија, така во хемискиот амфитеатар. Благодариме. И благодариме вам.